Во име на колешките кои што се основачи на Дружението, Весна Кукучевска од Александар Кулунџиков во Поречани, а и колешката Виолета Шубановска, кој што ја подготви ова презентација кратка, повеќе треба да зборувам, но ќе биде многу кратка, колку што може, затоа што има многу да се зборува за комбинираната, ама нема да најдете експерт кој што ќе каже како да функционира ниту теоријата, ниту праксата, тоа ќе го потврди. Тоа се наставници кои што го носат најголемиот товар во образованието. Ако нямаме реформа во прво деление, тие таа реформа ја имаат во прво, второ, трето, четврто или комбинација од 3 оделенија или 5 оделенија, така да кој да не каже да олесни работата, да им даде готови подготовки, готови тематски планирања, партијата едно, но реализацијата кога ќе влезеш во училница е друга. Првенски скажам голем респект кон колегите кои што долги години се во комбинирани паралелки, кои за жал порано функционираше да бидат претворени во град, после долгогодишна работа. Тоа многу тешко се одвива, новите вработувања одат директно во град, а тие остануваат долги години во руралните средини. И тоа нив се уште велат дека тие обезбедуваат секогаш еднакви услови за можност да сите планираат, истражуваат, организираат, доживуваат, предизвикуваат, интересување кај децата, применуваат се што применуваат и стратегии, најразлични во работата и соработуваат учениците меѓу себе. И тоа кои ученици може варијат? Ученици од различни оделенија. Кога ние во чиста паралелка работиме во една главна и завршна активност, ќе се подготвим со многу ресурси, доаѓа во посета убицоветник или инспектор, а ние се подготвуваме денови за да види нели часот. Со иста возрастна деца, замислете како е таа подготовка на наставници кои што имаат 2, 3, 4 или 5 оделенија со комбинирана настава. Кога со едните деца треба да имат директна настава, со другите индиректна, кога едните обработуваат нова содржина, другите обработуваат, нели треба да имат повторување, а вниманието на секој дете треба да биде посветено и целта оспарена. Затоа работата во комбинирана настава бара љубов, посветеност, може оцена за истреност, пожртуваност, умешност голема наставникот, многу работа и други додатни активности. Она што сакаме да кажеме дека е позитивно во комбинираната настава е тоа што помалите ученици учат од поголемите, односно слушајќи наставната содржина од повозрастното оделение, децата малце одат понапред во нивните знаења, учениците повозрастни се ментори, сознаваат што ќе учат, соработуваат, се надпреваруваат, играат и учат. Тоа е она што го правиме во редовните паралелки, но јас би кажала едно. Тоа се наставници што заминуваат многу рано на работа, чекајќи на постојките, чекајќи во превозот за назад, може би чекаат и по 2-3 сати од поминатото работно време за да стигнат дома и даваат по 4000 денари за превоз од своите лични примања. И тие видоа својата плата за време на пандемијата, кога држа онлайн настава со комбинирани паралелки, колешката Весна седеше по 6 сати, со секој оделение по 2 сати, затоа што комуницираме, таа е еден амбасадор, значи да се мотивира наставник кој што работи во рурална средина со комбинирани паралелки, да снимаја над 15-20 единочасови, да ни подготвува многу презентации, да споделува и да се одвојува голема сума од джебот, значи помала плата да има. Тоа е една болна рана која што е повид до Министерството, до општините, платата на овие наставници да биде иста, а да бидат обезбедени платни трошоци, затоа што е голема демотивација за тие наставници и кога се, мој речено, казнена експедиција, значи најтешка работа, најмногу работа со најмалку плата. Така да јас овде би сакала да упатам еден апел, во сите надлежни, овие наставници не да се наградат, да го добијат тоа што го заслужуваат, а тоа е, значи, обезбедени платни трошоци за да можат, нели, и достојно да се ја промовираат и да се работат својата работа.